денеска во рамките на посетата овдека во Штип ќе разговараме со луѓето кои што навистина во последно време се на маргините од страна на оваа влада, од страна на владата на СДСМ предводена од Зоран Заев. Изминатиот период во рамките на парламентот преку Министерството за труд и социјала беше поднесено предлог законско решение. ВМРО-ДПМН откако детално го разгледа и откако направи сериозни консултации со лицата кои што им е потребна дополнителна заштита, а ги третира овој закон, лицата со инвалидитет, лицата со посебни потреби, поднесе голем број на амандмани. За жал, соодветното министерство, министерката не најде за сходно, ниту пак има слух да ги погледаат, да ги прочитаат и да поразговараат со предлагачите, тоа е ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Одлучија да продолжат насилнички, како што впрочем и сонесуваат во овие 2 години, само бендисано, да го истуркаат законот на начин на кој што го истуркаат, без да прифатат ниту една сугестија, ниту еден амандман кој што беше поднесен од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, иако морам да признам и јас присуствував на еден од тие состаноци заедно со лицата кои што се со посебни потреби и лицата кои што се со телесен инвалидитет. За жал, како што реков, надлежното министерство не успеа да најде, да собере храброст, ниту пак да има слух за сите овие потреби на овие лица. Се крати финансискиот надомест за овие луѓе, се кратат дополнителното внимание кое што претходно беше предвидено, така што ВМРО-ДПМН заклучи и тогаш, не и сега овдека можам да кажам дека ова законско решение кое што се протурка во рамките на парламентот ниту ќе даде одговор, ниту пак ќе биде во насока на олеснување на потребите и излегување во пресрет на потребите на овие лица. ВМРО-ДПМН откако ќе победи на следните предвремени парламентарни избори, еден од првите закони кои што сериозно ќе ги ревидира и ќе се обиде да ги врати сите оние амандмани кои што претходно ги предложивме, сите оние мерки кои што заедно со оваа категорија на лица ги донесовме, односно ги усогласивме, ќе бидат вградени во новиот предлог текст на новиот закон кој што ќе биде предложен од страна на преку Министерството за труд и социјална политика.